Да се гледаат затворени сообраќајници поради сообраќајни незгоди е секојдневие во државата. Полициските билтени се преполни со информации за незгоди кои се случиле на булеварите, регионалните патишта, локалните улички. Според статистиката на МВР, за една деценија од 2010 до 2020 година, во просек од 5 до 6.000 луѓе биле повредени во сообраќајни несреќи. Но најтешки се сообраќајните незгоди каде што има жртви. Стотици семејства годишно ги губат своите најблиски како последица на стравотните сообраќајни несреќи. Голем број жртви се луѓе кои преминувале пешачки премин, а биле прегазени од возила, управувани од пијани возачи, од лица кои возеле пребрзо или пак поради невнимание. 2020 година, најверојатно поради пандемијата со COVID-19 и полицискиот час, е година со речиси најмал број жртви како последица на сообраќајни несреќи. Тогаш на повредите им подлегнале 125 лица. Во 2021 година неофицијалните податоци на МВР говорат дека 116 лица биле жртви на сообраќајни несреќи, за разлика од 2013 која е најцрна година во последната деценија. Дури 198 луѓе загинале во сообраќајни несреќи. Години и години може да поминат додека овие случаи стигнат до судските инстанци. Според судските пресуди, има случаи кога поминуваат и по 4 до 5 години од стравотниот настан, додека да почне судењето за сообраќајната несреќа, каде што имало загинат или загинати лица. Сето ова говори за нефункционалниот систем, особено во однос на брзината со која се стигнува до правдата за тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот. Сосема друга тема е санкционирањето на лицата кои го сториле ова кривично дело. Половина од судските присуди за сообраќајни несреќи со смртни последици се условни казни. Ова го покажуваат податоците од судот за периодот од 2017 до крајот на 2021 година. Од вкупно 69 присуди за сообраќајни незгоди со смртен исход, во 35 на сторителот му била изречена условна пресуда. Тоа значи дека ако лицето го повтори делото во одреден период, ќе треба да издржува затворска казна. Само 3 лица во последните 5 години добиле 4 години затвор, а 2 лица по 6 години затвор. Останатите кои предизвикале сообраќајна незгода со смртни последици често биле осудувани на неколку месеци затвор, најголем дел од нив по 6 месеци. Затворски казни до 3,5 години од 2017 до 2021 година добиле само 4 лица. Најчесто судот изрекува условна казна поради социјалниот и семејниот статус на предизвикувачот на несреќата, па така ако тој е самохран родител или родител на малолетни деца, а претходно не бил осудуван, а особено ако изрази кајање, најверојатно ќе добие условна казна. Повисоки казни најчесто добиваат возачите кои прегазиле човека биле под дејство на алкохол или на дрога, а во текот на судењето не изразиле ниту кајање. Според адвокатот и поранешен судија Владимир Туфекџиќ, јавноста оправдано реагира на трагедиите во сообраќајот, но судот мора да ги цени отежнителните и олеснителните околности во случајот. Судот мора да направи јасна дистинкција дали во конкретниот случај постои евентуална умисла кај сторителот, односно дали сторителот бил свесен дека не се придржува кон сообраќајните прописи и дека со таквото поведение ќе го загрози сообраќајот и ќе ги доведе во опасност животот или телото на луѓето. Познавачите на состојбите често знаат да кажат дека лицата кои предизвикале сообраќајна несреќа во која имало жртви, казната почнуваат да ја отслужуваат веднаш, веќе тие нема да можат никогаш да се помират со она што го сториле. Се разбира доколку не било свесно и со намера. Затоа, освен казните кои во државава се најчесто условни, потребна е и задолжителна едукација во областа на сообраќајот, која би била дел од казната.